Артефакти кои за време на Првата светска војна исчезнале од Охридските цркви, но и од други македонски православни храмови, осамнаа на витрините во Бугарскиот национален историски музеј во Софија во Бугарија. Изложбата, која е наречена Бугарската автокефална архиепископија во Охрид од 1018 до 1767 година, е дел од бугарското одбележување на 1000 години од цар Самуил. На изложбата најмногу внимание привлекува скапоцената круна која охридскиот архиепископ Јосиф во 18-тиот век ја добил на подарок од Венеција. Вредна е 40 милиони долари, затоа што на неја има 329 скапоцени камиња, од кои 245 парчиња се црвени рубини. Бугарскиот историчар и директор на музеот Божидар Димитров, кој кариерата ја гради на негирање на македонската нација, на бугарските медиуми им раскажал дека артефактите, околу 100 на број, биле собрани низ цркви во Македонија од страна на бугарски воен одред составен од научници. Научниците во бугарска униформа ја пребарувале Македонија и во црквите ги собирале вредните предмети. Сите овие артефакти биле во подрумски бункер на музеот во Софија од 1916 година, кога се однесени од Македонија, до 1992. Пред неколку години почнала реконструкција на артефактите изнесени од македонска почва. Митрополитот Дебарско-Кичевски, владиката Тимотеј, за Канал 5 објаснува дека ова не е прв пат бугарите да ја покажат скапоцената круна наменета за охридските архиепископи, но и дека на изложбата има артефакти од Охрид кои сега за прв пат се појавуваат. Тој вели дека порано од Софија стигали информации дека македонското црковно богатство е изгубено при транспорт. Тие, мислам, официјално тврде дека се загинати во патувањето од Скопје кон Ниш и на тој пат се некаде наводно губат. Меѓутоа, после толку време ги изнесуваат, ги покажуваат дека не се изгубени, туку се криени. Се изложени за прв пат некои беа и претходно познати дека се таму, меѓутоа не беа познати за широката јавност. Владиката Тимотеј не верува дека Македонија ќе ги добие назад вредните артефакти, но вели дека не е правник ниту историчар за да знае што може да се преземе. Единствена полза гледа што сега секој заинтересиран и во домашната и во меѓународната јавност ќе види што имало во Охрид и во македонските цркви. Меѓу вредните предмети на изложбата се и овој сребрен сад на кој се изгравирани Свети Кирил, Свети Наум и Свети Климент. Однесено и Евангелие од црквата Свети Климент во Охрид. Евангелието го изработил мајстор Никола од ковано сребро, збогатено со црвен и црн емајл. Бугарските историчари не кријат дека богатството е од Охрид и дека македонските просветители ги сметаат за своји. Тук могат да се видят много интересни ръкописи от 14 век, пергаменти, които са били в Охрид, които съдържат произведения на класическите старобългарски автори от 10 век, Климент Охридски, Иван Екзар. На отворањето на изложбата присуствувал и бугарскиот премиер Близнашки, а во рамките на одбележувањето на 1 милениум од цар Самуил се прикажани и артефакти од тоа време, исто така изнесени од Македонија. Бугарската влада издвои 600.000 левови за манифестациите во чест на Самуил и ќе му подигне и споменик во Софија.